Добро вечер, Штип. Добро вечер до Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ОДК во Штип. Добро вечер до Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН. Добро вечер до Унијата на жени, Унијата на млади сили. Добро вечер до сите штипјани кои што одлучија вечерта да ја поминат овде со нас, одбележувајќи 29 години од формирањето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во победнички Штип во минатото, но и победнички Штип во иднината. Штип е градот на непокорот и македонската пркост. Ова кораво место кое на ВМРО ДПМН му даде великани, кои ги паметиме и денес, има заслужно место во историјата, во растот и во сите историски важни делови од животот на организацијата, која секогаш му припаѓаше и се уште му припаѓа единствено на народот на Македонија. И така и ќе остане. И нашето ВМРО ДПМН, не е дрво без корен и затоа не пропуштам во секоја прилика да се навратам на споменот и делото на оние кои се вградија во историјата на нашата земја. И овие 29 години кои денеска ги бележиме од формирањето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН не ќе значат ништо без таа децениска и вековна борба на организацијата која ги анимираше, храбреше и чуваше нашите идеали. И така ќе остане и денес, кога Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овде во Штип е еден од чуварите на тие идеи и идеали. Александров ќе напише: Македонија во минатото даде великани имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и со стравопочит. Македонија и сега создава големи под душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за само пожртвување пред споменот или ликот на кој им симнуваме капа. Како председател на ВМРО ДПМН, ова место ми помогна да работам во моментот со капитал, создаден од сите творци на македонската епопеја и да го представувам идеализмот, моралната сила и цврстина на борбена Македонија. Драгоцените квалитети и дарби на Македонија се залог за сигурноста и брзо извојување на независноста на Македонија. Браќа и сестри, независноста не падна од небото, туку таа дојде како резултат на макотрпна борба, како редослед на многу неуспеси, обиди и саможртва, но и славни победи. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип растеше и се развиваше. Тој е еден од најзначајните столбови на партијата која остана непоместен, цврст, беден во сите невремења и бури за нашата земја и за нашата партија. Ви благодарам. Ке зборувам отворено за денешната политичка реалност и тоа каква иднина да очекуваме. Ке зборувам отворено дека овие 20 месеци за нас и за ВМРО ДПМН беа едни од најтешките од создавањето до денес. Но ние не наведнавме глава, не свиткавме кичма и заедно обстанавме. Еден до друг, еден покрај друг се имавме во сите удари кои ги преживеавме, во сите напади внатрешни и надворешни. Ние обстанавме. И ќе обстанеме, свесни за сите наши пропусти во минатото, доекипирани, со визија тргнавме напред. И денес, кога ја гледам оваа преполна сала на луѓе чии срца и мисли се исполнети со жарот за Македонија, кога го гледам и ангажманот на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Иван Јорданов, но и кога го гледам
ангажманот на сите членови на Општинскиот комитет, на останатите структури на ВМРО ДПМН овдека во Штип, можам да кажам и да заклучам, Штип е победнички. Штип ќе биде прв во браната која ќе го запре ова лудило кој се случува на нашата татковина. Ова зло кое е надвиснало над Македонија и кое ја одзема иднината ќе биде поразен. Штип ќе е браната пред која ќе распука оваа криминална власт на Зоран Заев и неговата каста. И го чекаме денот во месеците кои следат и повикот одовде од гордиот Штип, кога громогласно ќе се слушне веста Штип победил, а власта загубила. Почитувани присутни, кога секој од вас ќе ги слушне оние фалби на власта, вообичаено дадени од удобните климатизирани кабинети во владата или министерствата, ќе чуе дека ова било економска година, дека сме биле лидери во напредокот. Иако не кажуваат во што, дека платите ќе растеле, пензиите оделе нагоре, земјоделците биле среќни, инвестиции имало скоро секој ден најмалку по една, некогаш и по две дневно. Секој од вас знае дека сето ова го има само во розевите очила на Зоран Заев и неколкумина обожаватели околу него на ликот и делото на Зоран Заев. А во реалноста од ова нема ни трага ни глас. Изминативе неколку дена поминав повеќе од 1000 километри низ нашата земја. Се видов со стотици наши сограѓани и ќе ви кажам еден личен впечаток. Состојбата е алармантна, а народот е гладен и истоштен, разочаран. Разочарувањата доаѓаат затоа што сепак нашиот народ имаше надеж која што сега е изневерена. Не сретнав среќно лице, задоволен човек. Нема ниту едно задоволно лице, а тоа е така затоа што реалноста е сурова, затоа што сиромаштијата е голема. Вчера во Долни Подлог се сретнав со измамени оризопроизводители. Им ветувале субвенции, ги лажеле, им ветувале сигурна откупна цена и за тоа ги излажеле. Производството отишло кај локалните шерифи блиски на власта за да им ја злоупотребат маката и се богатат на нивниот грб. Еден 60 годишен човек со растреперен глас вели: ние сме последните кои се занимаваат со земјоделие во Македонија. Немаме ни за лепа, камоли да заработиме за нешто. Ние земаа храмата од устата. Ако кренеме глава, ќе не прогласат или за криминалци, или за поддржувачи на опозицијата. Тоа е таа демократска власт на несудениот Нобеловец Зоран Заев, кој додека ги угнетува земјоделците не ги остава ниту да се побунат, ниту да го кренат својот глас против неправдите. И веќе онаа слика на наивен човек кој со раката на срце вели дека е чесен и се колне во жицата македонска, дека таа му била најважна, тоа веќе не поминува. А не поминува затоа што оставија позади себе чемер јад. Навистина веќе никој не верува дека било што добро може да се направи од оваа власт. Исто како што народот не им верува кога Зоран Заев ќе каже дека тешко му паѓало кога ќе видел лажна вест. Замислете, ова доаѓа од човек кој е принцот на лагите, кој е главен извор на лажни вести во Македонија. Ако одевме по сите лажни вести кои се кажани од овој човек,
Денес се уште требаше да веруваме дека Македонија веќе една година преговара со Европската Унија, затоа што според Заев, нели уште минатата есен славевме по плоштадите ширум татковината. Луѓето веќе ги полнеа паричниците со минимум 500 евра плата, а редици се чекаат за вработувањата кои што ги нудат Google и Facebook. И уште многу други лаги кои што сега навистина не би сакал ниту вашето време да го губам, бидејќи сепак овој ден за сите нас е посебен. Сепак славиме 29 години и ова треба да биде навистина убав ден. Ако на премиерот Зоран Заев му паѓа вистински тешко од лажните вести, тогаш сигурен сум дека на родителите на децата убиени кај Смилковско езеро уште потешко им паѓаат лагите кои Заев им ги кажуваше, им ветуваше, седеше до нив, ги гледаше во очи, им ветуваше дека тој е тој кој што знаел кои биле вистинските убици и дека вистинските убици не се тие кои што веднаш откако се зграбчи до власта ги ослободи затоа што се пазареше за нивната слобода. А тажните лица и погледот на родителите од Смилковско остана. Надежта не умира. А таа надеж ние имаме долг да ја вратиме. Жална новистината вест е дека во Македонија сите цени растат, се е поскапо, само животот стана наевтин. И затоа ќе ни се случува дете да убие дете. Убиците се уште да се на слобода и да се тргува со нивната слобода, да има недопирливи за правдата. А има недопирливи за правдата затоа што криминалниот октопод кој управува со земјата остана нечепнат. Се случи аферата Рекет и погледнете само како требаше да биде она кој што ни го нарекува битка против криминалот, стана битка за заштита сушност на криминалот. Како сите се откажа од Катица и Бојан Јовановски, кои само се извршители на оваа кратка крими серија. Како министри од владата на Зоран Заев ја тресат и најситната прашина која може да укаже дека заедно го делеле колачот од оној трофеј сместен во куферот полн со пари. Зашто знаат дека власта губи и дека ќе дојде време да се порамнат сметките и ќе биде побарана одговорност. Да не очекуваме правда од ова рускоско обвинителство кое се реши да ја апси Катица после неколку недели. Па со лаконска трпеливост ни објаснува дека иако Катица ја завршила работата која ја проценеле на 8 милиони евра, она добила само тросет во вредност од 5000 евра. Никој, ама баш никој, не верува во овие алибија на власта. Исто како што никој не верува во зборовите на главата на октоподот дека правда ќе има зашто тој е носителот на главната неправда во оваа земја. И тука нема да му помогнат ниту оние шминкерски рокади кои што ги прави во владата, ниту пак криењето на кики и фрики, ниту пак криењето на шеки и останатите. Нивната улога допрва ќе се оценува и проценува. И тука не го вадат ниту изјавите дека прв пријавил во обвинителството за тоа дека имало рекет. Ама ова откако ги фатија со рацете во медот, зашто допрва треба да се проверат на водите што некои медиуми објавија дека токму Заев ги предупредил осумничените дека се фатени во криминални дејанија. Некако ова осмица како да стана судбински број поврзан со Зоран Заев. Така го аболираа за сторен криминал од 8,5 милиони евра во Глобал, а бога ми сега гледам дека истата бројка осмица е популарна и во аферата Рекет. Толку многу често и толку многу пати Зоран Заев е погрешно разбран што веќе станува апсурдно. Кога го фатија за Глобал велеше дека е жртва. Кога го фатија како бара евро за него, евро за вицето, евро за црквата, велеше дека бил дарежлив. Кога нудеше 100.000 евра подкуп за Вартоломеј, велеше дека е филантроп кој што сакал да помогне. Сега за куферот полн со пари од Рекет вели пупу не важи. Бојан Јовановски сам му текнало да бара пари. Работите се премногу браќа и сестри очигледни, толку мириса на криминал што Вардар нема да го испере. И тоа е најдојдениот. Наскоро од овој ден денеска. Оваа влада
е најголемиот непријател на правдата. Затоа толку Грчевото се бори за да ги задржи привилегиите и инсталациите во обвинителството. Така еднаш Заев ќе се пофали дека имал 2/3 за законот за обвинителство. Па кога ќе види дека нема, тогаш министерката ќе каже еве ќе го менуваме Советот за јавни обвинители, зашто таму не ни требаат 2/3. Па сами се ги кажуваат задните намери кои имаат две цели. Првата е политичка, да се пресметаат преку инсталациите во обвинителството со политичките неистомисленици, и втората е да го заштитат криминалот кој што ќе го стават позади себе, а обвинителскиот систем да им биде слуга. Тоа така не може и тоа така нема да помине. Иако се надеваат на некакво ново пржино, некаков нов договор, на кој ќе се повтори реприза на ослабеното ВМРО, кој ќе потпишува се и се што на дополнето со по некој преторијанец во преговарачкиот тим, треба да знаат дека тој филм нема да го гледаат. Затоа што ВМРО ДПМН, јас како негов председател, вам и на сите низ Македонија ви ветувам правда, а за правдата не планирам никаков компромис. Нека слушнат и сите оние курири кои што ми ги праќаат овие од криминалниот октопод да преговараат за милост после поразот на изборите. Секој оној кој што се огрешил пред законите и се посрамотил пред граѓаните, нема милост, ќе одговара. Немојте попусто да се пенавите, да ја виткате кичмата и да молите за милост. Тоа што сте си дробиле, тоа и ќе сркате. Ќе бидете први соседи на таа што сега ја сместивте таму Катица, Бојан Јовановски и Зоран Милевски. Каква е реалноста? Нема ниту еден универзитет, а Штип е универзитетски град, во 1000 најдобри во светот, според Шангај, а ветуваа дека ќе има место за нас таму. Имаме капитални инвестиции од мизерни 24,5%, а трошењето од буџетот не е за да се обезбеди развој, туку да се купи социјален мир, за да нема тензии да се покријат погрешните политики на владата. Затоа ќе слушнете најави за поголеми плати, повеќе пари. Тоа се плаќа, браќи и сестри, од вашите даноци, од денарот кој што вие го уплаќате во касата за да може Зоран Заев најпрвин да ја празни и плячка, а потоа откако ќе види дека води погрешни политики, да ги искористи тие пари и да ги покрие тие погрешни политики. Денеска видовме мизерни, не цели 8 милиони евра странски директни инвестиции за вториот квартал од 2018 година. За цели 10 пати помалку од минатата година, кога компаниите што ВМРО ДПМН ги донесе и ја реинвестираа добивката и на тој начин ја покачија основата за странски директни инвестиции. Кога земјите во регионот бележат стотици милиони квартални евра инвестиции, ние денеска, Народна банка на Република Македонија, извади податок за мизерни 8 милиони евра. Бројот на вработените во индустријата, се сеќавате, блескаме и ние одело во економијата, затоа немало да има предвремени избори. Сега требало да се даде шанса на економијата. Во вториот квартал, да бидам попрецизен, во јули месец, во третиот квартал, на почетокот од третиот квартал е намален за 2,5% споредено со јули месец 2018 година. Долгот од почетокот на годината е зголемен за 100 милиона, а најтешкото доправа доаѓа. Тоа е блескањето на Зоран Заев, ама изгледа блескаат само
фирмите со канабис и блиските на Зоран Заев. Тука сакам исто така да кажам и да изразам мојата силна и недвосмислена поддршка на просветните работници кои се борат за своите права. Јас сум пред се универзитетски професор. Мојата сопруга е во просветната дејност. И добро, многу добро знам какви предизвици со какви тешкоти се соочува македонското образование. Овде борбата е за основните работи. А за развој не сакам ни да зборуваме. Затоа ги поддржувам во нивните барања и нивната борба. Ако по нешто блеска оваа земја, тоа се по три работи. Првата е неспособноста на власта, втората е криминалот, третата е разочарувањето приредено од владата. Имаме министри во владата кои трета година ги уживаат придобивките, а нивните имиња не ги не знаеме. Ке ги сретнеме по улица, ке се судриме со нив, ке не знаеме кому извини му викаме. Се фалат со проекти започнати од ВМРО ДПМН. Мака немаат. Ама ако барем нешто нека работат, па макар да го довршат еве после третата година во владата на Република Македонија, она што ние го започнавме. А тоа што народот нема пари, не ги интересира, слушнав една шега, мислам дека беше во Крива Паланка, вели, имигрантите не заобиколуваат. Револуцијата на Заев се претвори во извитоперена диктатура на власта, каде новинарите се тужат зашто критикуваат власта. Тендерите завршуваат во приватните джебови, а премиерот е одсутен од реалноста. Главната работа на владата и на понекој градоначалниче кој сака да се истакне пред деспотот, станува гребењето на 16 кракото сонце. Како да е тоа злосторство за кое што следува казна, а не историски символ на нашиот народ. Се истакнуваат кој повеќе сонца ќе избрише, наместо кој повеќе проблеми ќе реши. Нивната битка, браќа и сестри, во периодот кој што следи и нивниот обид да ги задржат привилегиите, ќе биде на два фронта. Првиот е фронтот кој што ние овие 20 месеци ни беше главна задача да го одбраниме. А тоа беше да го направиме ВМРО ДПМН повторно силно, исправено, ВМРО ДПМН гордо и ВМРО ДПМН кое што е победничко и ВМРО ДПМН кое што е најголемата политичка сила во Република Македонија. Но тука нема да застанеме и не смееме да застанеме, затоа што нашата задача продолжува. Првиот фронт ги поразивме, сега треба да ги поразиме на вториот фронт. Нашата задача ќе биде да излеземе на улиците, да поразговараме со нашите соседи, пријатели, колеги, роднини и да ги поканиме да ни се придружат во нашата борба за зачувување на Република Македонија. Затоа што на месеци од сега не чека денот кога ќе се соочиме со граѓаните и кога ВМРО ДПМН треба да ги обедини сите граѓани во Република Македонија под знамето на Република Македонија и со бајракот на ВМРО ДПМН награди. А тоа ќе биде големата победа на предвремените парламентарни избори. Наша задача ќе биде да појдеме на полињата со земјоделците, со сточарите, да поразговараме. Наша задача ќе биде да полнеме и по здравствените установи, да поразговараме со лекарите, со медицинскиот персонал, да појдеме во училиштата, во универзитетите, да поразговараме со студентите, со наставниците, со професорите и со персоналот таму. Наша задача ќе биде да поразговараме
со бизнис заедницата. Да го поминеме секој еден производен погон. Наша задача во периодот што следи е да поразговараме со младите, со пензионерите, да поразговараме со секој еден граѓанин во Република Македонија, да ги послушаме, да не се срамиме да научиме нешто од нив, да видиме и да ги слушнеме нивните проблеми, нивните реални проблеми, не она блескаме на Зоран Заев. И врз основа на тие проблеми можеби ќе слушнеме и некој укор, некоја критика за нашите грешки од минатото. Не треба да се лутиме, треба да сме достоинствени. Ако аргументите на соговорникот на вистина имаат простор, треба да ги прифатиме и да се извиниме онаму каде што сме погрешиле. Од сето тоа треба да подготвиме програма и решенија за тие проблеми на нашите сограѓани. Решавање на реалните проблеми на секој еден граѓанин. Таму каде што можеме да понудиме решение, тоа решение треба да го понудиме. Таму каде што не можеме, ќе кажеме, ова јас не можам да го направам. Не можам да го направам поради тие причини. Таму каде што можеме делумно, треба искрено да кажеме, оваа година можеби не можеме, но до година сигурно ќе го направиме. Мораме искрено, честито да разговараме со нашите сограѓани, да ја растераме онаа перцепција за нас политичарите дека овие дојде овде да лажат и да крадат после тоа. Да покажеме дека оваа генерација е поразлична, дека ние си го сакаме нашето место во историјата и дека после нас генерациите што доаѓаат ќе кажат во оваа генерација Македонија повторно се обнови, се разви и Македонија денеска е горда, достоинствена, европска, современа, модерна држава. Ова ни е потребно, затоа што за месеци од сега, кога ќе дојде денот, кога нашите сограѓани ќе треба да судат и да пресудуваат кој што направил, кој што кажал, да пресудат и да судат, за да победи ВМРО ДПМН, да победи со резултат кој што нема да дозволи постизборен инженеринг. Победата е сигурна, но нас ни е важно надпреварот со постизборниот инженеринг. Само така можеме да бидеме сигурни дека нашата програма, нашите принципи и она со кое што ќе излеземе пред граѓаните, нашата честитост и збор ќе ги исполниме. Затоа ни се потребни сите, буквално сите. Затоа, како што кажа Иван, да ги отвориме вратите на нашите местни комитети, да ги отвориме вратите во општинскиот комитет. Секој еден кој во минатото вложил и најмал атом од својата енергија и потрошил по некоја минута од своето време работејќи за ВМРО ДПМН, а така работел за Република Македонија, да го поканиме. Да не остане ниту еден кој што нема да биде поканет. А потоа е до нив и до нивната свест. Дали ќе застанат под знамето на Република Македонија и бајракот на градина ВМРО ДПМН, или пак ќе го продолжат политичкиот век на оваа политичка каста која што денеска пустоши и ќе продолжи да пустоши ширум нашата татковина. Тоа е до нив. Наше да ја дадеме таа шанса. Третата работа која што сакам да ја кажам и за која што сакам да зборувам, се оние новоразбудени удбашки инсталации кои што ширум Македонија во периодот кој што следува ќе се обидат да направат продор во десницата. Ќе се обидат да го демотивираат и деморализираат патриотското десно гласачко тело. Сите тие удбаши се разоткриени и знаеме точно од чии рекетирани пари се платени. Точно знаеме кој е мотиваторот и инспираторот и нека знаат дека ова ќе помине. А за неколку месеци од сега
ке треба најпрвин да му се извинат на честниот родолюб патриот македонец, за тоа што лажеле, а потоа ќе одговараат. Од прв до последен. Драги мои, Штипјани, имаме само една земја, а таа земја не има само нас. Јас сум тука за да успееме во нашата мисија да ја кренеме Македонија од пепелта и да ја обновиме. Ќе го поминам секој град и село. Ќе ја подадам раката кон секого. Без било каква наметлива ароганција. Ќе учи ВМРО ДПМН од секој од вас. И потоа, како што кажав, заедно ќе понудиме решенија за проблемите кои го мачат овој народ. Имаме план, имаме сила, имаме мотивација за обновата која што следи. Не чека многу работа, крвава работа. За да се случи ова, мора да има парламентарни избори. Да ја поразиме оваа власт која е на колена. А јас ви ветувам, стојам овде и ви ветувам дека ќе ја поразиме. Ви велам, овде, ова лето, господово, во Штип пред вас, дека оваа власт, предводена од оваа криминална, измамничка, корумпирана политичка каста, ќе биде жестоко поразена и испратена на маргините на политичката историја на Македонија. Стани, горда Македонијо, вашите срца кои треперат исто како и моето, ќе ја донесат промената која сакате да ја видите. Ова е битката на мојата, ова е битката на вашата новата генерација која ќе се избори за победа. И ниту една битка во мојот живот не била лесна, но јас затоа влегов во оваа битка, затоа што влогот е Македонија, а Македонија е моето и вашето се. И битката за Македонија е најтешката битка. Да сте живи и здрави, да е живо и здраво ВМРО ДПМН, да е жива и здрава Република Македонија.